Веќе сите знаеме дека Toyota е најголемиот светски производител на електрифицирани возила. Приказната за електрификација на Toyota започна уште во 1997 година, кога Toyota на светот му го представи Prius, првото хибридно возило пуштано во масовно серијско производство. Следната револуција во автомобилската индустрија Toyota ја прави во 2014 година, кога на светот ќе му го представи Mirai. Првото возило на водореден погон пуштано во масовно серијско производство, кое што денес ја живее својата втора генерација, а неодамна го освои светскиот рекорд на повеќе од 1000 изминати километри со само едно полнење на резервоарот. Денеска ќе се запознаете и со првото 100% електрично возило на Toyota. Сите сме свесни за климатските промени и она што им се случува на земјата. Сите сме свесни дека секој од нас, како поединец, треба да се грижи и треба да направи нешто во смисла на намалување на негативните ефекти кон животната средина. Кога станува збор за автомобилската индустрија и автомобилските производители, главно силите се насочени кон минимизирање на негативните ефекти на CO2 емисијата од возилата кон животната средина. Најголемиот број на автомобилски производители сметаат дека решението е во комплетен преод од возилата со конвенционален погон кон 100% електричните возила. Но стратегијата на Toyota не е таква. Инспирацијата Toyota во својата стратегија за електрификација е наоѓа од природата, од природните закони. Сите сме свесни дека сите животински видови не обстојуваат подеднакво на нашата земја. Некои живеат во потоплите, некои во послудените краишта. Исто така сите сме свесни дека сите растенија не можат подеднакво да виреат во секое место на земјината топка. Истото се случува и со луѓето. Не секој има лесен и едноставен пристап до полнач за електрично возило. Не секој има уште повеќе лесен и едноставен пристап до полнач за водород на своето возило. Така да Toyota во својата стратегија за електрификација во центарот го зема купувачот, го зема човекот, не ги разгледува неговите потреби и неговите навики. Ова ќе се обидам да ви го објаснам преку еден едноставен пример и се надевам дека ќе разберете стратегијата на Toyota. Да предпоставиме дека имаме купувач кој што поседува и е собственик на 100% електрично возило. Поминува 20 до 50 километри во текот на денот и возилото го полни во текот на ноќта. Тоа ни покажува дека овој купувач не го исполнува во потполност капацитетот на возилото кое што го поседува. Може би за него поефикасна и подобра варијанта, посоодветен избор, би било плагин хибридно возило. Земајќи ги овој пример во предвид, ќе кажам дека стратегијата на Toyota се заснова на повеќе и разновидни погонски единици, што подразбира самополнечки хибриди, плагин хибридни возила, 100% електрични возила, како и водородни возила. Различни типови на технологии кои што ќе влијаат и ќе бидат во директна корелација со потребите и навиките на секој купувач ширум светот. За Toyota воопшто не беше потребно да се постави прашањето дали Toyota воопшто ќе лансира 100% електрично возило. Прашањето се однесуваше на времето кога ќе го направи тоа. Моментот е денес, оваа година. 2022, ова лето, Toyota на светот и на европскиот купувач ќе му го представи, односно ние денес овде го представуваме првото 100% електрично возило на Toyota, моделот BZ4X, првиот модел од подбрендот Beyond Zero. Уште кон крајот на минатата година, председателот на Toyota корпорацијата, Акио Тойода, ќе каже дека Toyota до крајот на 2030 година ќе лансира вкупно 30 различни типови на електрични возила. Сега некој ќе праша зошто токму 30? Токму заради тоа што Toyota не верува ниту во концептот one size fits all. Верува дека зависно од потребите на купувачите и нивните навики, ние треба да понудиме различен тип
по големина и по моќност електрични возила. Најавата на Toyota е дека до крајот на 2030 година брендот ќе инвестира повеќе од 70 милиарди долари во развој на стратегијата за електрификација на брендот. Развој на стратегија за самополнечки хибриди, за плагин хибриди, за 100% електрични возила и секако водородните возила. Денеска со особена чест и задоволство ќе ви го представиме овој прв електричен автомобил. Првиот електричен автомобил од семејството на Toyota, првиот електричен автомобил од подбрендот Beyond Zero. За таа цел ќе го покана мојот колега Горијан, специјалистот за продажба на електрични возила во Toyota Автоцентар, за да може и одблиску да ви го представи. Огромна чест и задоволство е да ви го представам новиот целосно електричен BZ4X, првиот SUV кој што има целосно електричен погон на Toyota. Меѓутоа и првото возило од големата гама на Beyond Zero подбрендот на Toyota. Ова возило има за цел да го револуционира пазарот на целосно електричните возила и да го зголеми диверзитетот. Пред се би започнал од платформата. Возилото е базирано на целосно новата ETNGA платформа, која што ја зема батеријата како основен компонент на возилото, што дава екстра цврстина на самата шасија, овозможува доближување на тркалата до самите агли на возилото и дава одличен баланс на тежината меѓу предната и задната оска. Ваквите карактеристики на возилото му даваат навистина одлична агилност и вистински теренски способности. Се надоврзуваме на надворешниот дизајн. Надворешниот дизајн ги користи сите бенефити на електричниот погон, со тоа што, како што може да забележите, оската на тркалата е доста ниска, издолжено е меѓуоскиното растојание и сето ова овозможува пространа и широка кабина. Благодарение на овие бенефити, кабината е пространна и исполнета со многу светлина. Има 5 седишта и багажен простор од 452 литра и инструменти ориентирани кон возачот. 7-инчниот TFT дисплеј кој што се наоѓа директно во линијата на возачот ги дава сите клучни податоци за возилото, односно се она што му е потребно на возачот. Тоа се придржува кон филозофијата рацете на воланот, очите на патот. Ова во комбинација со 12-инчниот мултимедијален дисплеј со новата апгрейдирана клауд навигација му ги дава сите потребни информации на возачот за неговото патување, сообраќајот, како и паркирањето. Револуционерно во однос на системот за грејење и ладење на кабината е топлотната пумпа што има овој модел. Благодарение на оваа топлотна пумпа може многу поефикасно се загрее возилото и со користење на многу помалку енергија. Ова во комбинација со опционалните греачи под самиот волан и под инструмент таблата, како и опционалните греачи на седиштата, овозможуваат брзо и ефикасно загревање на кабината за само 1 минута. Во однос на погонот, достапни се две погонски изведби. Првата е погонот на предните тркала, кој што е овозможен од еден електромотор со 204 конски сили и 265 Нм вртежен момент. Ова изведба постигнува 100 км на час за само 8,4 секунди и постигнува максимална брзина од 160 км на час. Вистинската теренска способност на БЗ е во погонот на сите 4 тркала. Благодарение на двата електромотора, со комбинирана сила од 217 конски сили, 335 Нм, кои забрзуваат за само до 100 км на час за само 7,7 секунди и ја имаат истата максимална брзина од 160 км. Дополнително, погонот овозможува X-Drive, односно избирање на погонот во однос на условите на патот. Сето ова додава на теренските способности на возилото и леснотијата на управување на возачот. Ова во комбинација со Single Pedal Drive системот, кој што овозможува посилно регенеративно кочење, му овозможува на возачот да забавува или да го забрзува возилото користејќи ја само педалата за газ. Електромоторите се напојувани од силната литиум-ионска батерија со 71,4 кВт јачина, која што гарантира 450 км досег на возилото тестирано според WLTP циклусот, меѓутоа предноста во однос на конкурентите е што тоа батеријата ги мониторира секоја ќелија поединечно.
Ова овозможува максимални перформанси дури и во најладните климатски услови. Специфично за батеријата што таа може брзо и ефикасно да се полни со до 80% за само 30 минути на брзите полначи од 150 киловати. Предноста на Toyota е што има богато искуство во производството на електрифицирани возила. Ова овозможува батеријата да има 90% да задржи 90% од својот капацитет за изминати 10 години или 240.000 километри со правење на годишните редовни проверки во овластените Toyota сервисни центри. За крај би ги спомнал безбедносните системи. Во ова возило може да ги забележиме третата генерација на Toyota Safety Sense системите, кои што се надградба на досегашните добро познати системи, со Cross Traffic Alert, односно системот кој што го предупредува возачот за најдување на возила од сите страни на крстосницата, како и Safe Exit Assist, кој што им овозможува на патниците во возилото да ги забележат препреките кои што им се појавуваат при отварање на вратата на возилото. Можеби најспецифичната во однос на овие безбедносни системи е системот за автоматско паркирање на возилото, односно далечинско паркирање на возилото, што му овозможува на возачот благодарение на 4 камери со панорамска прегледност и 12 ултразвучни сензори да го паркира возилото целосно далечински преку апликацијата, дури и во најтесните паркинг места.